Луѓето се занимаваат со работи вредат пари. И вие не се обогатувате. Збирливо зошто Не би сакал да финансирањето. се затвораше, но тука се совпаѓа. Здраво, јас сум Јулија Шишкина. Вие каналот Дирижабли новата генерација. Solar Група следи модните трендови. Се појави уште еден формат емитување подкаст. Се надеваме така информацијата ќе биде уште поинтересно и појасно. Денес со нас е крупен партнер на Solar Групаве. Група, голем човек, кој има огромно значење во принцип за проектите за секој од 70.000 учесници. Секогаш е на врска секогаш. Дава совет да се одговори на прашањето не треба, но со тоа разбереме. Здраво, се режа. Здраво, Јулија. Сергеј Шевченко. На сите прашања, така или иначе. Секогаш брзаш да помогнеш да се разјасни, да одговориш. Се случи така што во 2017 година, бидејќи веќе инвеститор, се зафати со разговори со некои инвеститори и партнери во чатот. Тоа значи дека навистина работев во поддршката. Работел оператор, работел на влезните повици, работел дури потоа како шеф поддршка. Веќе организирал цела работа. Но тоа не е поврзано со тоа што поддршката кај нас не седи во чатот, в контакте, во групите Telegram, WhatsApp и така натаму. Тоа е самоиницијативно. Во социјалните мрежи тие не се поврзани со никаква поддршка. Кај нас во кабинет одговараат на прашање, разберат работи. Вработените поддршката своето работно време да. Така тие одговараат на e-пошта. Тие одговараат директно во бота. Телеграм наведен во личниот кабинет. Тие одговараат директно во личниот кабинет за сите. Контактите кои таму се наведени. Чат е директно онлайн во личниот кабинет со од понеделник до петок цел работен ден. Зошто во истиот Телеграм канал веќе е толку смешно? Што гледам такви коментари буквално пред неколку дена. Мол, јас поставив прашање, но Сергеј не. Сака да одговара како да Сергеј треба. Тоа значи сите луѓе се навикнати ти. Како се случи тоа? Даде полномоши. Па, навистина се случува да не сакам да одговорам и понекогаш. Даже Павел Филипов исто така се лути зошто не. Одговарам, иако навистина изгледа дека не би требало. Но одговараш, а мене не ми плати. Да, понекогаш и така одговарам при тоа. Паша вели можеме да се договориме. Да, тоа навистина е самоиницијативно. Таков некаков хиперинтерес за проектот, навистина. Тоа значи проектот. Тересно станав инвеститор. И мене не ми се допадна како функционира. Поддршка, не ми се допадна списокот на таа информација, која во проектот може да се дознае и така натаму. А како тоа се случува дека голем проект, кој се нарекуваше амбициозен, во принцип тоа. Доказал, започнал поддршката функционирала. Неквалитетно, што мислиш? Јас старт се соочив со. Тој најновиот, сериозен, важен и значаен проблем што ми одбиваа во информации, која ја сметале за неважна за нив. Апсолутно. И ова е првото до што успеав да дојдам. Да се договори со Павел Филипов не смее да се прави. Што и да кажуваат луѓето, дури и ако е тоа целосно. Хине е од гледна точка на операторот за поддршка, тоа не. Во кој да е шаблон не се вклопува, не може да му се помогне на човекот. И нема одговор на ова прашање. Тоа треба да се запише да се. Тоа значи дека беше разработен специјален регламент да прави и тимот тоа го чита разгледува, затоа што не секогаш луѓето работат 8 часа во чатот, заморени на крајот на смената. Можат да разберат зашто станува збор што човекот сака. Луѓето воопшто наоѓајќи со проблемот зборуваат за нешто друго. Тоа значи дека барањот. Луѓето може да бидат па пошироко од компетенцијата на менаџерот условно. Не сите секогаш разбираат. Зашто се бара, не може да се одбие, затоа што не разбираш зашто станува збор. Тоа беше првото што ми. Успевме да стигнеме до Solar Група, да промениме. Видимо, им се допадна мојата некоја безобразност или упорноста со која што ја молев да се направи ова. И тие ме замолија да учествувам. Седнав на телефон, на влезни повици. Се случи немаше одговор. На телефон разговарав со сите кои се јавуваа се интересирав за проектот, потоа седнав како оператор во чат. А така, полека јас. Во тоа време успеав работи раководител на поддршка. Дали достапност, разбирливост? И расположението, дали поради нешто? Кажи ми тајна, имаш мрежа партнери. Ти навистина си партнер на цела Русија во Solar Група. Раскажи, во што се состои твојата обврска. Грубо кажано на плата.
Вие навистина управувате со овој оддел. Во различни моменти, нас по различен начин соработка со Орбу се случува. Сега навистина се занимавам со партнерската мрежа, се обидувам да формулирам максимално. Удобли услови за работа на партнерите во С. Мир со Solar група и за тоа да, условијата работа праведни. Многу ми е важно не само проектот да се реализира. Иако денес веќе можеме да признаеме, што тој се оствари, сакам да биде комерцијален. Успешен инвеститорите не зажалиле дојдоа тука. Затоа, кога ќе видиш некоја како што ти изгледа, неправда. Сите сме паметни од дивана. Таму, кога играш на софата, кажано таму. Поле чудеса, кој сака да стане милион. Луѓето играат, ти гледаш, знаеш. Сите прашања изгледа како треба биде. Еве тука приближно е истото, кога гледаш, изгледа неправилно. И покажуваш иницијатива да се направи правилно. По некоја причина организаторите на овој проект мене им испраќаат на ѓубре и кај нас. Излегува дека соработуваме доста плодотворно. Дали разбирам твојата образованост? Во правни и финансиски прашања уштеј. Условена тем што ти како да си. Може би организатор или водич некаде. Па еве, се смени правното лице. Юрисдикција се преселиле во Нуато. Дали беше тоа твоето предлог? Имаш ли врска со тоа? Немам никакво однос кон тоа. Ова го правеше Павел Филипов со Сергеј Семен. Смениле юрисдикција од Вануату токму. На Камори, например, исклучиво поради тоа што странците поради таа ситуација, која сега во светот се случува, почнаа да поставуваат прашања. Овие прашања станаа масовни, имаат масовен карактер. Што да прават не? Акаато формат актив и секој случај блиска иднина официјално. Нашиот проект заврши. Инвеститорите станат акционери, а странци прашуваат. Што правам ако не сакам? Сега да бидеш акционер на владата на мојата земја. Се појавија прашања. И јас не сум многу за тоа, ми е некомфортно. Пошто овие прашања станаа многу. Мораше да се вклучат правници, консултации и излегоа од. Во ситуација променивме. Юрисдикција добијаат обновени клириншки и брокерски. Лиценциите му дозволуваат Solar група да работи како управувачка компанија со активите па. Таму многу работи. Сите знаеме дека ти си одличен. Се справуваш со одговорите на прашањата врска со технологии, во врска со конкретно со Велмаш, во врска со даже дирижабли, иако тие само што започнуваат. Патот и финансиските прашања на Solar група. Благодарение на што? Кој си професија? На кого учеше? Добро прашање. Учев и за управувач. Еве на станицата на метро во Москва в Хина. Поранешно се викаше ГАУ, сега е ГУ. Порано тоа беше Академија за управување. Потоа учел и на други места има. Искуство во работа, вклучувајќи и како правник. Добри одговори, нели? Сите мисла. И доволно почитувани луѓе кај нас во проектот, како што е Александар Судоров, например, и Дмитрий Александрович, согласуваат дека овие одговори не задоволни. Кај нас достаточно често се случуваат конфронтации, да, врска со тоа што ние носиме глупости. Јас ги разбирам прекрасно и кај нас тука. Има различно мислење, бидејќи тоа знаеш како. Во голем колектив за една заедничка задача. Нужно е да прават други задачи. Не знам да легнам да спи. Потребно е да се изгради куќа и да се купи кебе. Тоа значи ќе изградиш домак. Ке биде некомфортно ако не има кебе. Еве истото. И еве, покривка различни луѓе во проектот ја носат. На себе, како што ми се чини, е апсолутно нормално. Затоа, да, ми се сака да одговарам така, за да. Тоа беше јасно и достапно за луѓето, за да. Тие разбираа за што станува збор. Например, на луѓето кои се на одговорни позиции им се сака да не одстапува ни зоото од тоа. Како звучи тоа од аспект на терминологијата? И име се едно што. Терминологија луѓето не ја поседуваат и не сватат збор. Човекот кој, например, мечтае за да во ова година затворија финансирање на проектот Сакаме луѓето, разбираа што се случува со нас. Зошто така, а не поинаку? Мора да се премине на жаргон, мора да се комуницира. Така, како што мислиш, ке те разбера.
И се добива дека во очите на специјалистот, например, тема. Кој во подигаш ти секако, носиш глупости. Ова често ни се случува, но според мене, нормален процес затоа, дека сите прават едно големо дело, добро. А Сергеј Семенов, Павел Филипов, како се однесуваат кон тоа? Што ти од името на компанијата одговараш? Или ти секогаш велиш што е мислење? Јас овде не претендирам на вистината во последната инстанца. Да, ние се расправаме за оваа тема, што во последно време, од јануари. Оваа година 2024 момците директно инсистираат да јас, вистински од името на компанијата ја репродуцираше целата информација, која јас поделувам со луѓето за да бидам повеќе одговорен, бидејќи ми довериле повеќе со нивните точки на гледање, одговорна работа во партнерската мрежа. Зошто се обидувам, секако, да се извлечам? Имам друго мислење. При нас, тоа значи, така се случи дека соработуваме, но мислењата се различни во кои. Сакаш да бидеш искрен, бидеш. Партнерот, кој во случај на нешто ќе поднесе жалба и ќе биде несогласен со Solar група и уште ќе бара нешто. И тоа исто така, но многу сакам да биде што е можно помалку. Говорност и хрена не правиме повеќе заработува. Воопшто во поглед на инвестирањето, колку си образова? Колку воопшто знаеш за Solar групата? Групата се соочуваше со инвестирање. Како стигна до оваа тема? Многу прашања веднаш постави и сите. Тие се такви неедноставни, бидејќи колку ти си образован, односно испаѓа колку ти имаш обширно разбирање за инвестициите. Знам дека во онлайн банката има брокер. Тука моите знаења завршуваат до Solar. Тука различни луѓе ќе ти кажат, апсолутно различни. Сите ние сакаме да имаме некакво спокојство. Да имаме уверување дека правиме стреба, а ни создава впечаток дека ке биде во ред. И токму овој сектор на класични инвестиции, тој ги убедува сите. Во тоа што овде е токму така, затоа што и таму има многу едноставни работи, регулирање, но не е вистина. Тоа функционира така. Некој голем како Apple, Google, не знам, Павел Дуров, тие исто така имаат акции. Павел Дуров не така рече. Така настапи акциите паѓаат надолу и не се обогатуваат. Затоа сакав да ти кажам. Затоа што следи едноставно објаснување ние. Имаме регулација и откако имаме регулација, значи. Ние не сме измамници и невозможно е таму да се предвиди. Тоа е неправда. Постојат огромен број на измамници кои влегуваат. Регулатор работат банкротира. Постојат компании кои се распаѓаат прекрасно. Точно така под регулација. И класичните инвестиции не. Ти даваат гаранции за принос. Колку и да ни раскажуваат овие сите. Образованите другари за тоа што треба да се знае. Изучувајте ја документацијата, правете правилни заклучоци, гледајте наоколу 5-10. Седно гаранции за тебе ти. Таму ќе станеш супер богат, па апсолутно не. Тука работи за обичен среќа. Среќа, удача. Не среќа. Овие момци прават многу повеќе работа. При тоа согласувајќи се да заработуваат помалку, но ги има многу. Еве ако ја земеме вкупната сума на инвеститорите во целиот свет, луѓе кои се движат или инаку иновации, напредок, даваат своји пари. Предприемачите, за да нешто се случува со овие пари, тогаш. Конечно, таму ќе биде од 80 до 90%. Тоа ќе бидат токму класични инвестиции и еве сите останати, тоа е венчур. Во различни пројави, апсолутно различни. И ова е само потват за мене. Различни пројави тој е блиско. Затоа не може да се каже јас токму. Таму си го представувам со што се занимава. Тоа значи од класичен пазар на инвестиции. Јас сум токму таков недалечен човек, повеќе романтик. Иако секако сметам поинаку. Сметам дека предприемачот токму треба да биде заинтересиран да го подигнеш делото, до кое ти можеш поблиску да се прислониш да ја разбереш командата и така натаму. И треба интересно да кренеш дело. А не само да гледате на суви цифри и да гатате, како и кај луѓето во следните 5 години, како во претходните 5 години влијае на тоа што ќе биде не така, туку поинаку. Но ти некои причини уште. До Solar група веруваше краут.
И дури таму, се сеќавам, ние со тебе во разговор на моето. На каналот споменаа еден момент дека во свое време ти воопшто постави. На карта го стави имотство и отиде во краут. Иако до Solar група мислење воопшто, помалку луѓе знаеа за краудинвестирањето во Русија. За да се направи условно втора инвестиција. Во Совелмаш јас продадов машина. Практично нова, купих себе стара. Но животот ми го дозволи. Да направам мене автомобилот не ми беше потребен. Но зошто толку веруваш што ти? Видиш плусеви во што ти гледаш вектор, што? Дали си подготвен за авантура? Ако ги земеме најсериозните пробиви, реалните пробиви и технолошки и воит и така натаму, почесто. Луѓето што ги направија пробивите, ги подредија таму. Некој тим намали луѓе на својата волја расправики се со сите, но постигнувајќи го своето, по позицијата на сите останати. Кој беше го правеше тоа? Реално. Ако едноставно ги подигнеме материјалите, нели? Што нив зборува како ги оценува. Говореле дека целосни кретини. И ништо нема да биде. На крајот таму поместиле цела индустрија. Затоа, ова е комплексно прашање. Во секој случај, јас ги восприемам венчурските инвестиции токму од аспект на предприемништвото. Тоа значи, ти сакаш да не купуваш тули. Условно, а да се разбере како да се направат. А можам ли ги направам? Поубаво, поевтино, односно во тебе живее предприемач, тебе. Сакам да градам процеси, да создадам и да заработувам од тоа. Ти разбираш дека да купиш, да се продаваат тули добивка. А ако сега измислиш некој технолошки процес, кој ќе биде подобар од останатите ика? Тебе тули ќе бидат подобри и поевтини ќе заработиш. Многу повеќе, а уште и ќе создадеш нешто интересно. Но при тоа ти разбираш дека постои ризик, како кај секој предприемач. Тоа значи дека ти едноставно си со тоа внатре. Согласен, ти си подготвен за тоа. Правилно те разбирам. Тоа, конечно, ризик, тоа е благородно дело. Сите за тоа секогаш зборуваат. Не е удобно за сите. Да живееш и тоа е апсолутно нормално. Тоа е нужно да се разбере. Ако зборуваме со тебе што, ево постои свет на инвестиции и во него има малку. Род на венчурните инвестиции значително расте. Последно време, ако земеме во принцип целото. Осталниот свет, таму инвеститорите се малку. И не е важно какви веќе венчурни. Некакви, во принцип, не се толку многу. Не на сите луѓе им е удобно со тоа и тоа е апсолутно нормално. Чекајте, пријатели. Разбирам дека подкастот е интересен, но имам важна информација за вас. Како што знаете, сега имаме 19-ти етап, проектот Совелмаш и скоро ќе преминеме на финалната фаза. За да се затвори финансирањето, кај нас скоро се приближува до крај на нултата рунда на проектот е дирижабли на новата генерација. Затоа, ако се уште не учествувате во овие проектите, преминете по линкот во описот, запознајте се со услови и запознајте се со тоа како да станете учесник. И не заборавајте да се пријавите на нашите информациски ресурси в контакте, YouTube и други. Линковите се во опис. Кајде размислиме за темата. Тоа стратегии постојат во инвестирањето. Некој тапка хомк, некој спекулира, некој седи и купува акции, јас не. Знам за некој голем руски банк и седи по 3 копејки. Тој смета дека има пораст. Како што сметаш плусеви минуси. Различни вакви шеми за инвестирање, може би и или. Излегувајќи од што од твоето мислење. Јас сум романтик, предприемач, сакам да правам. Омостојно постигне нешто создаваат процес. Го тапаш хомчето? Не. Но што? Најверојатно недостасува време. Тоа значи, не ми беше потребно. Постојано да комуницирам со инвеститорите Совелмаш, тогаш јас. Може би ти би тапал ради интерес. Да, вклучително за профит. Има некоја шанса дека таму ќе излезат некои пари. На наше општо жалење, доволно мали. Купуваше. Не купив. Зошто? Не знам за нив, знаев. В некој количество биткоин кои ми дојдоа бесплатно. Некој се исплати со мене во свое време, некој од клиентите. Причем не само што ми платилја, а мене награда ми дадоа за оваа глупост.
Тој стоеше со некакви смешни пари. Нешто во околината на 10 центи. Живеев тогаш во Москва. Не може кажам дека не сум сериозен. Го зачував сето тоа, но ми украдоа лаптоп. И се сетив веќе директно, не знам, можеби, пред 3-4 години слушате, а всушно. На тој лаптоп, кој ми го украдоа во Жулиебино. Во свое време, јас имав биткоини. И колку дури ни не се сеќавам, ако сум искрен. $63,000 е цената се. Разбирам. Говорот прашање зошто, не знам. Кои стратегии за инвестирање допаѓаат? Не ти се допаѓаат? Ми се допаѓа да им помагам на луѓето, кои сакаат да постигнат нешто. Одговорно. Уште еднаш проучуваат документациите на големите компании, за разбере колку ќе пораснат. Ми е досадно, не ми се допаѓа. Ако навистина верува во тоа дека тоа е гарантирано, приносот носи некаква опиплива, можеби. Јас се, но бидејќи знам многу примери кога луѓето прават погрешни заклучоци, при што најчесто тоа е заедно. Со целиот останак пазар и им се губат. Напори од 5-6 години кои ги акумулирале. Се да зборуваш за гаранции, но ти секогаш само одговараш на истите коментатори. Во врска со Совелмаш и така натаму. Вие дојдовте тука за гаранции, тоа е смешно. Сега си во. Не е контрадикторно јас тебе. Речив дека би работел. Делом ради пари, ако би разбирал дека таму малку. Повеќе гаранции дека ќе заработиш. Тогаш тука е многу поризично, се согласувам. Тука во Венчуре пролете целата котлета, тоа е директно за здравје, но сепак тука е интересно. Некому не, мене овде ми е интересно, ова е мојот избор. Покрај тоа, разбирам дека токму благодарение на таквите. На луѓето, како мене, во основа се случува движење и во економијата и во технологиите, иако ние да погледнеме на таа постоечка историографија постои сега. Во светот е опишано како се случувало. Тоа значи некој му наоѓал пари давал. Тоа се или познати пријатели или некој друг. Значи, ако некој некому најде пари, не се сомневаше, ништо не се случуваше без тоа. Затоа да, тоа е интересно. Тоа дава можност. За раст на нашето ебо да се утешуваме дека ние не ја живееме живот само така. Тоа е поинтересно. Ке се грижи исклучиво за приходот. Мислам сите големи партнери. Тебе во ова сега седат, кимнуваат, поддржуваат. И по својата суштина вие сте големи такви. Двигателите на маркетингот во суштина привлекувате. Луѓе во проектот, со некои образи кои ви се удобни. И вие всушност се борите со оние, кој прави антибр, некаква црна репутација се обидува да создаде за проектот. Како се бориш со нив? Учиш ли својата мрежа да се бори? Учиш ли воопшто? Да конечно на секојдневно. С новите обработуваме споро. Пристигнуваат луѓе, пристигнуваат секој ден. Конкретно зборуваат, па како така. Ме оформиле таму, искористив одличен. Вашето предлог за рати ми се допадна. Што може да се фиксира сумата таму и да ја исплаќа кај 1 до 2 години, тоа е одлично. Но јас во интернетот најдов такво јас. Не знам треба да продолжам да плаќам или не. Од една страна добро, од друга да. Еве ти се случу. Точки средиме овие забелешки. Направи така човек сам извлече заклучоци. Затоа што е бесмислено само човекот во. Некако да го убедиш, во интернет повторно ќе го убедат. И ќе го направат тоа подобро од тебе. Осакаш да работиш на противењето, треба даде на човек некаква храна за размислување со кој веќе ќе може да работи сам. И тоа го правиме секој ден излегува. Мислам дека да излегува против. Совелмаш оди, неке се плашам да во кажам оваа реч, како што. Колку да звучи патетично и глупаво, тоа е вистинска информација. Војна, со која веќе неколку пати сум се соочувал во тоа. Врска со вконтакте. Дај овде подетално. Многумина не го гледале канал. Тој е многу скромен, компактен. Зборуваме за ситуација. Ние пишуваме во администрацијата на вконтакте. Ние сме такви. Нашиот канал тука го валкаат. Избришете ги овие коментари, разбрав. Вконтакте.
Например така, да, има и други. Мотивите за комуникација и поводите не можеш да рекламираш. Кампањата да се започне не ја одобруваат од својата заедница, тоа е исто така. Добра причина за разговор тоа зашто зборува. Исто така апсолутно. Тоа значи дека сите правила, сите услови се почитувани. Таму има ни за некои моменти. Ништо нарушуваме. Ни успеа еден пат да се најде повеќе или помалку разумен администратор. Тоа беше раководителот на групата модератори. Некој кој рече: "Да, гледам, вашата ситуација ќе ви помогнам. Се случува, дајте да разбереме." Обарал список на документи. Тој му ги предостави. Кои документи ги бараат? Таму имаше многу документи и за предпријатието, за кои што зборуваме до сертификацијата тогаш. А неколку објави ги разгледувавме ни. Правиме, таму раскажувавме за лабораторијата. Понатаму прашуваа дали е атестирана и затоа што побарахме да се отстранат материјалите. Кој зборуваа сето потемкинска. Село, тоа го нема. Значи дека побараа документ. Очувајќи документи за Solar Group. Тоа значи имаше активна кореспонденција. Поминувајќи време, администраторот исчезнана. Време и потоа наместо него веќе одговориле доволно. Формално, дека в контакте не се обврзани да објаснуваат по која причини зашто тие нешто прават или не прават. Тоа значи дека имаше комуникација со адекватни луѓе. Време стргна по старото. Како да се компензираат, а да речеме репутацијски загуби. Не само тоа, ние знаеме дека има хейтери на кои им се плаќа плата за тоа што ги преливаат со кал, ги нарекуваат измамници, сакаат. Ги нарекуваат, знаете, нема да ги набројувам. Што правите за да ја подобрите репутацијата? Што помада? Кои алапки? Па најделотворен според мислење тој. Најбавен и помалку опфатен таков. Но тоа е. Работа на одговори на приговори во групи. Полесно е да се избрише хејтерскиот коментар да му се одговори. В зависност од тоа кој е, ние не треба да бидеме глупави. Поможеме овој коментар излечен. Корист давајќи му добра. Продавачки одговор може не се брише. Слушај да разбереме. Еден таков да речеме по модерниот случај. Имаме огромен пост, наскоро напишен и значаен. Човекот некој Дмитри со предлог се сними. Интеграција за компанијата Совелмаш. Фекако. Некој Дмитри може да напише предложи. Какво му голем блогер те? Лично имаме огромен број на партнери. Се обидуваат да заработат пари тоа. Излегува, токму промовирајќи информации за проектот. Формацијата за проектот промовира на начин. Разговори со блогери. Пишува. Овелмаш од 2017 блог. Пишува. Тој почна да разбира, развива електрични мотори, цитат, кои наводно трошат помалку енергија. Кој коментираш од Слушај, јас разбирам зашто зборуваш. Ако разбираме едни со други. Разбра, постот се вика како лесно да се уништи репутацијата. Значи, на него и се зборува. И така. Се покажа дека Совелмаш развива електрични мотори, кои наводно трошат помалку енергија. Зошто? Сметам дека човекот се откри. испратен козак. Да, го сомневаат. Повеќе, да речеме така, разумни луѓе, повеќе образовани. Искусни хейтери, вклучувајќи и блогери. Па еве, има такви официјални подкастери, например, некои од нив се многу познати. Достаточно сериозни медиуми, например Комсомолска правда, кои тоа го обезбедуваат на поразбирлив начин, закачувајќи. Луѓето ставаат. Тој човекот рече дека наводното. Да, тој ја оспори технологијата без докази, апсолутно. Технологијата, која е призната, е патентирана како? Роспатент од Руската Федерација. Како што секогаш сакаш да одговараш. Протоколи. Човекот најмалку го обвини во корупција на луѓето кои работат во Руспакентот. Луѓе атестирале лабораторијата. Това е државна институција, државен орган. Атестира лабораторијата Совелмаш. Таму има други работи. Го направив тоа само со една фраза наводно. Со збор. Тоа значи, идејата е сама по себе. Во неја вложуваат и големи разработчици. Електродвигатели, а не само Совелмаш. Постојат огромен број патенти за
за да се комбинираат обвивките во Јапонија, во Германија, во Америка. Тоа значи дека ова е многу сериозна тема. И овие материјали на мрежата Таквото зборување објави се прават за задаленивиот човек, а ние сите сме лениви. Читале оваа објава, разочарале, направиле заклучок, завршив со тема секогаш. Никој, добро, мнозинството нема да оди да проверува повторно. Да се појасни, да се бубла. Име доволно мислење. добро мрзливи луѓе треба на своите следбеници да се одбие во менталните способности на аналитичките, гледни на пишан, кои наводно трошат помалку енергија. И еве ја несреќата. Технологиите имаат изумителите, а парите нема. Како е тоа? Ква технологија? Па во главата на Дмитрий, на хартија има, пари за спроведба нема. Па ја разбирам. Која технологија обвивка? Написано малку погоре дека нема оваа технологија. Тоа значи човекот пишува со предлогот. Технологија нема, а малку подолу пишува дека нека е, таа е тука, но нема пари. Така што може да биде. Понатаму, фраза ми се допаѓа. Гомолат сними така раскаже на луѓето за перспективно руско компанија во кое може да се вложи за работат огромни. Пари кога овие мотори ќе започнат да се произведуваат. Јас секако не се обидувам повторно за тоа што. Јас сум вистинит, но според мене никој никогаш не ветил дека сите луѓе ќе заработат огромни пари. Главниот лидер на компанијата. Сакате да му помогнете на рускиот инженер да се реализира. Со оваа идеја да помогнеме. Знаеш, во тоа нема проблем моето мислење. Предпријатието се наоѓа во многу сериозна ниша, което има право да биде всушност супер подценето колку да чини. Асинхронски. Во светот се произведуваат милиарди. Кога проектот тоа беше? Произведуваат 7 милиарди. Сега се произведуваат под 15 милиарди. Толку се ремонтира. Тоа значи дека ова е навистина огромна сфера. И технологијата која ја развива Совелмаш, таа однесува на сите мотори инаку. Тоа значи нови двигатели, тоа е надградба на асинхронските. Затоа зошто да не може да им се раскажува на луѓето? И за пари ако го даваш својот. Прогнозата е лична и можеш да ја образложиш на некој начин. Но ова манипулација. Ме молат да раскажам што се приходите тука. И тука ќе заработите огромни пари. Слушај, па тоа е нормална манипулација. Апсолутно, затоа што класичните инвеститорите сакаат да манипулираат со тоа. Тие велат дека ако се пречекорени ветувањата, како? Тие ги нарекуваат веднаш ветувања, а не прогнозите всушност. Тоа значи кие го менуваат за друго, за да нивниот текст изгледа подобро. Тие сметаат дека, на пример, ако ти нудат. Више тоа сесто измамница. Повторно, луѓето кои така зборуваат, очигледно сметаат. Луѓето на кои им го раскажуваат, идиоти кои не можат да погледнат на страните да погледнат. На примери, сушност. Тоа значи постои огромно количество бизниси, каде што многу сериозно се прогнозира бизнисот. Друго прашање е овие инвестиции. Проектот на пазарот помалку. Ако постојат, тогаш тоа е венчур. При тоа венчурот постои. Тој е незаконски, тој е нелегитимен. Замисли си човек се бори за 20 годишно и тоа се смета за многу кул во класичните инвестиции. А тука некој доаѓа вели слушај Илјада, цент 3 години реално. Тоа си нормален адекват. Човек, ти разбираш реално. Секој бизнис може да не успее. Може не бидат пари. Соодветно, занима, зошто ти? Речи токму Илјада на што се основаш. И тебе човекот вели така мисли. И на кој начин се достигнува Илјада? Зошто така мислиш? Од што произлегуваш? Ти гледај. Погледна работите човекот рече. Тој не го учел тоа, на пример. Одам таму веројатно се заблужу. Гледаш, заклучоците изгледаат како. Разбирливо купав изгледа дека се совпаѓа, но ти не. Веруваш во таков успех, тоа е психологија, а добро не одиш. Но да се преземе одговорност и да се каже дека ако таму 1000% за 3 години тоа се аферисти. А тоа е да бидеш умален бидејќи има такви примери. Па еве, ти едноставно постојат со многу примери. Каде дури и бизнисот не постои, а овие пари. Разбираш, а има и бизнис каде има овие пари.
Добро парируваме врска со не. Вклучена регистарот на Русија. На оваа точка нашиот блогер вели: можеше да се заврши ова разобличување. Кој да праша државата? Кубе издаваат лиценца? Некој прашуваше? Не, да, таму има различни механизми. Им дозволат дел од парите да се вратат. Кај сега не станува збор за тоа, што велат ти си аферист. Можеме јасно да им кажеме на сите кои ќе гледаат. Например, нас тебе и мене кои сега размислуваат за тоа. Постои што овој инструмент беше избран. Така, а со грижа за инвеститорот. Затоа колку помалку пари потрошиме. Вршување проектот, помалку инвеститори. Што помалку инвеститори на помалку луѓе ќе се бели. Профитот тие ќе добиваат повеќе. Ние не ги размиваме деловите. Ако сега почнеме да земаме поскапи суштински инструменти, ќе регистрираме посебен фонд во Русија за да. Кај руските инвеститори таму ќе замине многу даноци веднаш. Регулацијата ќе потрошат пари, понатаму потоа луѓето ќе бидат. Да добивате помалку пари тоа е се. А кај нас за реализација на проектот што? Долго одговарам, имаме реализација проектот. Парите постојано недостасуваат. Проектот е супер тој неколку пати. Се променил директно во процесот, стана поскап и не поради тоа што пандемијата се случи. А стана поголемо. Што планирал почеток? Мислел да биде правилно. Затоа денес, како што вели Дмитрий Александрович, секој денар, секој руби кој е надвор. Планот влегува, станува златен. Тоа е така. Глупаво беше да се измислува од нашата перспектива. Тех инвеститори кои во тоа веруваа и организаторите, проектот беше глупаво да се направи инструмент. Кој не се грижи за тоа? Затоа е направен, тој е апсолутно законит. Таква ситуација се случува во светот. Не знам зошто, но инвеститорите повеќе доаѓаат кај нас. И во компанија регистрирана офшор. Потоа таму парите пристигнуваат во Русија офшор. Естествено, тој напише за офшор. Тој веднаш погледна што основачот, некоја Solar Group Limited во Ануату, вда веќе е застарена информација. Ова е офшорна зона, доверба. Отчетноста не објавуваа и да се суди со нив практично е невозможно. Има мрежни компании кои работат. Во целиот свет прекрасно. Истиот Доналд Трамп, кој некој го сака, некој не. Одговарајќи што би сакал да работи ако имаше втор шанс, би рекол дека ако беше потребно да правам со од нула, тој би нашол класна мрежна компанија и би градел бизнис таму. Ушто мрежно. Нема ограничувања, може да заработите сите пари на светот. Затоа, ако сега почнеме да објавуваме ова, си инвеститори може да ги запреи. Ке кажат, монци, имате скапи пари. Многу плаќате на партнерите. Екта 10 додава совети. Аз имам маркетолог подобро. Адвокат подобро. Кај нас има 70.000 инвеститори. Тоа значи тоа е свесно апсолутно, заблужувам. Точно така и е. Тоа значи дека за да се избегне влијанието, слушајте. Да предпоставиме дека постои чат на мајки од групата на детската градина таму. Таму има 20 лица таму. Крови течат тука 70.000 луѓе. Согласна сум со тебе, така е. Веројатно шаблон за денешниот ден. Вечер, дека има голем број примери, каде инвеститорите со своите совети ги срушија не еден фонд. Понатаму, за да се полигува извештајот, потребно е се однесуваат на одреден начин скапо. Многу хейтери ни велат кај вас, во договорот дека тужите Британија. Вие напишавте за не може тоа да се направи. И луѓето не се запознаваат едноставно со ситуацијата. Ако судот во Британија, тоа е нормално. Разбирам човекот вложил. Или 1000 и живее во Саратов. Тој тоа го прави. Не ке биде, тоа е јасно, дури и ако во Москва. А кој ќе вложи $10.000 испотат и онлайн ќе најдат како да излезат на ризик. Им ќе им биде полесно да судат. Британија полесно е отколку во судот во Москва. Кај нас во голем број компании, дури. Соучество државата во договорите е наведено судот Британија. Затоа таму се пренесува. Судска седница, како кај нас. Таму не е толку ангажирана судот по мнение на предприемачите како кај нас. И така натаму. Таму е многу полесно да се суди. Тоа значи
Срещу ти е потребно интернет. Не знам, знаење на англиски да ангажирам адвокат. Тоа значи дека ова е најдобриот популарен варијанта инвеститори целиот свет. А се разбира, тој помина низ технологијата. Ишува, ако изумителот би измислил технологија, да е зголеми ефикасноста на производството за еден. За такава технологија сите компании се бореа, би до губење на крв бизнисот. Бара како да ја порасне рентабилноста. Како е тоа, Дмитрий Александрович цело свое свесно. И животот се движеше кон тоа се собра парисо. Народот, конечно, да ја оствари идејата во живот, ако би. Тој некаде шепна на некој начин како што обично се прави. Се случува форуми, фестивали и слично и некој голем, бизнисмен, инвеститор, голема компанија само да знаеше секако. Да, таа би купила се со сите работи. Тоа е неправда. Зошто? Затоа што луѓето се занимаваат со вреди. Пари, а не тоа што е поефикасно. Совместување на обмотки е сон. Или мечтале во свое време, таму уште, ред 20 години, сите кои се занимаваат со развој. Енергоефикасни електрични мотори дојдоа до мислење дека невозможно е да го направите тоа на овој или оној начин. Во случај тоа е премногу комплицирано и невозможно мултиплицира, направи масовно производство. Друг случај не е ефикас. Таму зборува за паралелно и последователно поврзување. Бихминсти ја имаат. Енти за комбинирани намотки ги спроведа. Еве ти веднаш одговор. Што ако би, тогаш би се занимавале. Се занимаваа со тоа потрошија. Десетици милиони долари, стотици милиони долари. Можам. И не му успеа. Првиот му успеа. Дедо од Зеленоград му успеа. Да, точно првиот. И тоа лесно може да се провери. Кај? Му успеа, но никој не сака. Тој рече во некој од своите видеа дека на всушност тоа што на крајот успеа да го оствари во животот, тој ги прекршува она што е напишано во некои учебници. Ја исправува теоријата која беше напишана пред 100 години. Разбирливо зошто? Затоа што оваа теорија беше напишана кога не имаше. Уште едно прашање на кое сега се применува. Но хейтери пишуваат на Јуд. Здраво, јас сум физичар, јас сум инженер, што зборувате? Отворете страница 68. А има луѓе објаснуваат знаењата се само од слушање. Тоа е работа која не може да се примени. Енциклопедиските знаења можат да бидат прекрасни кај тебе, но ти не можеш да преживееш на полето, дури и знаејќи како. Зошто? Никогаш не пробав. Не пробал, не разбираш како се прави тоа. Никогаш нема да можеш да разликуваш грешката. Теоријата разбереме зошто не функционира. Каде обичен човек кој не знае теории, но се соочував, спиев во поле, тој би разбрал каде е грешката и би се разјаснил. Тоа значи се многу едноставно. Дмитрий Санч многу пати раскажувал за теоријата мадметното поле. Вртлив, како што е опишано во учебниците. И дека тој се представува поинаку. Што му овозможи да направи одредени чекори? И еднаш велам човекот дека ако би таму на еден барем процент можеше да се зголеми се. Би во купиле, по некоја причина никој во Совелмаш не. Фетел не протестирал протокол. Има примери огромен број луѓе. Не обрнуваат внимание, компании откупуваат помалите технолошки и ги затвораат овие проекти. Но големите чичковци, овие големи компании, не инвестираат во Совелмаш, пишува блогер. Најверојатно, затоа што работните технологии и не. Има инвестиции во $400,000, во $600,000. Ни веб страницата компанијата нема. Потврда дека електричниот мотор од Совелмаш тратит помалку енергија од било кој друг мотор. То се моторите од Совелмаш. Што значат? Па, што? Таму се технологии, не мотори. Технологии. Овие мотори се од истите. Најмногу Siemens TNS омеѓ ги произведе Siemens EB, уште некој ги произведе. Омеѓу современи технологија за покажете еве ги протоколите за тестирање на Siemens, преди да биде повторно намотан. И ние ги споредуваме со нив. Показателите, јешили се разликуваат. И по овој фактот има предприемачи во Русија кои добиле суд
имајќи во раце заклучок. Ислење лабораторијата во Совелмаш. Тоа значи дека судовите признаваат дека лабораторијата Совелмашва тестирана, државен орган, а оваа на другарот ја нема. Дајте зборуваме уште еднаш произведува Дуинов. Совелмаш мотори не прават мотори технологија. Прават и произведуваат различно. Ако треба направи мотор за да се испроба својата. Конечно прототипираат ке произведуваат инсталацијски, арти и така натам, но не се создава. Производство а инш компанија и хейтер не рече за тоа. Совелмаш ништо не произведува, тоа е вистина. Тие на вистина 10 години привлекуваат инвестиции, иако ничија не е 10 години всушност, а да се каже дека инженеринг компанија подготвена, да се создаваат средства за производство на овие енергетски ефикасни електрични мотори. Секој модел на синхронски електричен мотор во светот се развие. Ти средства за производство да ги поставиш на. Во твоето производство никој не. Рече тие не можат тоа. Тие не зборуваат за тоа. Затоа што Дмитрий Санч подигна хипотезата мотор колесо. Тој направи мотор колесо. Тоа значи народот импресиониран кул. Тој кој разбира за што збор. Разбира таму има мотор кинезите направи. Тоа уште ако гуглаш. Милијата Дуинов покрај првото мотор коле. Во право. Тоа беше толку интересен хип. И малкуми не разбираат. Не тркалата што Дмитрий Санч ја покажа техника. А синхроник е возможен. Благодарение обмотките ги поврзеш вака. Не на друг начин. Гледам совата лумаш во Алабишево. Ние не произведуваме мотор колеса. Знаеш, ке произведуваат. Но, повторно, некои установочни партии за тоа, за да може нарачателот целосно и конечно да ја плати нарачката. Видов дека средствата за производство тие, документација за производство, еве, можеш произведуваш сам. Може би Совелмаш мора да произведе продукција, да произведе на пазарот за да провоцира производителите да работат со Совелмаш. Ова е нормална приказна, затоа што за да се извади некој од комфортот. Например, предприемачот произведува електрични мотори. Треба да го направите вие предлагате. Во Совелмаш тие одат по својот пат и вие ги поддржувате. Дмитрий Александрович и комуницираат, се почитуваат и градат. Планови за иднината заеднички. Затоа тука е така. Вебинар недел. Секој недела истите прашања се повторуваат, но сепак те засипуваат со прашања во чата. Ајде да не бидете кај нас. Лекувајте нови инвестиции и прво ни докаже. Не се вложивме. Нормална тема, всушност, ако се одвои. Од тоа што сме на пазарот, што капитализмот. Надвор би било супер, секако. И јас би сакал да добивам пари во Совелмаш. И дел од нив пренесат други проекти. Што кога ќе ги добијам парите во Совелмаш? Не знам парите за дирижа. Кој е та по дирижаблот? Па неразбирливо. Можам сметам како. Луѓето може да се разбера. Но да спектнам. Неопходно е да се реализира овој проект денес, мора да се. Делуваш како мораш делуваш. Тоа е оправдано со математичка. Точки на гледање, направено со добри намери. Акавме инвестираме година во 40 милиони долари. Четко беше план, тоа беше прогноз. Но ти денес веќе сама рече, бил помалку обемен. Тогаш немаше ковид, тогаш немаше сво. Ситуацијата се промени проектот. Кај нас поскапе, се протегна. При тоа постојат сите објективни. Податоци, материјали, веб. Може дури и да не ги. Постои патна. Трикажува пари собираат. Колку пари собира? Има апсолутно сите материјали. Ма видеоматеријали со Дмитрий Александрови. Дмитрий, за овој проект. И не го прекинуваме финансирањето. Сега не е. Тоа значи сега парите кои влегуваат. Денес се претвораат едноставно во комерцијална употреба и се користат во различни контексти. Го зголемуваат вред. Предпријатијата добро, а секое опремување се купува под супер поволни мерки, например. Се извинувам што.
Излегуваме во етер и ја прекинуваме. Подкаст Еве што помисли. Како можевме да го оставиме овој ролик без награда? Ајте да го спроведем, како што сосема неодамна во ново помина. Совет, кога го покажуваа првиот прототип на дирижабло. Мислеа што ли ќе има во небо, но така и не измислиле име. Избереме им. За најинтересното ќе организирам подарок. Секако, фирмен худи со дирижабел. Оставете коментари под овој подкаст, а веќе на следечкото снимање ќе го објавам победникот. Ви посакувам продолжение. Испоставува дека Дмитрий Александрович Совелма, маж, како да не е потребно да се трошат сега. Тие одат во буџетот. Не треба да се трошат, секако. Што повеќе сега дојде Дмитрий Александрович. А што е тогаш користа за инвеститорите? Просто тој прв дојде положи таму. Кучу пари тој знае што има. Огромно количество на удели, скапи удели, неевтини, кои се. Чекаше 7 години. Да, кај нив не е цена. Која сега да, но чекаше 7 години јасно. И во тоа е различно. Сега исплатливо да влезеш ти. Следната година продали акциите. Егуваш за краток период размира. Ова, еве сега ситуацијата кога се започнува като тоа е најединствената ситуација, најкласната на пазарот, затоа што уште еднаш велам, прво, Совелмаш инвестира пари во перспективните насоки моментов, опремата на која ќе прави нешто, што ќе донесе непосредна добра добивка. Тој разбира што сега е. Воен-технички форум. Повторно, на кој Совелмаш беше? Совелмаш во одговор на овој хейтер влезе во врвот на своите технологии, а таму има многу супер компании и како инвеститор наш рече како си во представувате тоа. Рекоа Калашников пресели се овде. Совелмаш поставувал. Тоа е невозможно. Таму имаше многу супер компании. И тоа во топ 10. Неколку разработки на Совелмаш се појавија. Тоа зборува за нешто. Па така, Совелмаш потаквите. Вештеј има контакт. Обиваме ЗОС употреба. Почнуваме со. Слушам како инвеститорите коментираат кога ќе се затвори финансирањето. Слушам, разбирам инвеститорите. Не ги разбирам луѓето. Сакаат затворат. Зошто? Па, тоа не е исплатливо. Зошто? Затоа ќе купиме опрема за некои работи. Ќе стоиме подолго. Нема да стоиме. Случај ние ќе заработиме условно во следната година. Или 100 милиони долари, или 500. Разбираш. Но тоа не. Долго нема затвора финансирањето. Тоа зависи од тоа колку многу пари ќе дојдат секако. Ако сега условно дојде човек кој има милиони, 10. Повеќе пари нема да бидат потребни. 3. Ќе затвориме финансирање. Дмитрий Александрович ќе каже до нам полесно ќе биде. Зошто потребно работиме? Не купуваме. Там дополнително опрема, уште нешто. Парите за да започнеме, веќе ги имаме. Затвораме финансирање. Луѓе кога акциите побрзо добијат. Не. Побрзо нема добијат. Преобразување тоа. Ние ќе го затвориме финансирањето. Тоа значи определен пат. Мора да добиеме сега документи за тоа. Есме објект на градење. Вест изданија во употреба, откупити земја. Под него да започне преобразување во акционерно друштво, да направи емисија на вредносни хартии. И еве, тоа ќе се случи без оглед на финансирањето завршува порано или подоцна. Но цената на твоите акции ќе зависи силно од тоа каква опрема ќе дојде. Совелмаш, а не, тоа е нееднакво. Колку инвеститори? Совелмаш внесле. Условно ти дороже стана на милион. Не, на 100 милиони стана поскапо. Значи сега исплатли. Таричкам влегуваат нови исплатли. Сега ќе кажат ти. Ваќеваш илјади при. Да, така сметам. Не би бил тука, не би мислел така. Антирам ли дека тоа ќе биде така? Да, може да се случи што бил. Дали те разбирам? Ти не би. Хотел за да се затвори финансирањето, но до тоа. Стече, завршување се ближи. Всушност, тоа се две нормални паралелни. Две страни на. Неме се две страни. Всушност, и тоа се 2 паралелни.
Действија во една насока одат всушност. Просто треба повеќе да се раскаже за тоа тогаш. Нема смисла сега да се затвори финансирањето. Што повеќе привлечеме сега. Во овој дел може. Геометриска прогресија за работа. Зашто се е многу повеќе? Оценка на предпријатијата. Счетот за тоа ќе биде едноставно многу поголем. Но при тоа, од овие пари, ако ние ќе да привлечеме, трошиме. Атчут повеќе тоа порано ќе го затвори. Овие работи не се успоруваат. Тие едноставно звучат. Не треба да се затворат. Финансирање сакаме побрзо затвориме. Раздавање. Не се делис. Во ред, ако се разбере, тоа е на крајот. Маркетинг на такви работи не сака. Не сака да штеди средства тоа многу пати. Проверено штом почнеш да заштедуваш на маркетингот, целиот проект станува поскап, што привлекува помалку. И така натам, ново ситуација, кога Дмитрий Дуинов не. Колку пати реков фондовите за лансирање има, што сега се пренесува во Совелмаш. Идет во нашиот златен фонд, има можност да заштедиме повеќе сега. Пренесе во Совелмаш, да се обидеме да ги привлечеме тие инвеститори, кои сега влегуваат, тие помогнаа колку што може. Брзо пренос повеќе пари токму во Совелмаш. Моментот затворање финансирање. Уште еден таков механизам на помош. Благодарение на откритието. Новиот проект дирижабли нови генерации безброј расфрлања, кои се дуплираат во другиот. Проектот сега едноставно пренесете во паричникот дирижабле. Тоа значи раскажи за тоа. Каков е сега нивото на нашето предстартирање, например? Кажи ми колку пари успеа да заштедиш. Совелмаш благодарение на. Тука е потребно да се потпира на сметководството. Јас немам никакви односи со неа, но според моите проценки, жесто 0,00 долари повеќе отишле во Совелма. Од кои важни трошоци успеа да се ослободи? Не знам во кое место се наоѓа сега. Има определен план, преведување на вработените од Solar Growth, наплати во друг проект за да се обезбеди повторно вложуваат во Совелма. Знам процентите се определени. Впечатливи од инвестициите во дирижабле пренесуваат. Совелма. Во каква состојба е сега што? Не е јасно како да се реализира. Проектот трае 2 месеца. Таму суште само се раѓа сега. Дечките прават големо дело, затоа проектот дирижабли точно го подигна прашање сега. Токму него сега, пред 2 месеца. Запустиле токму за да може што повеќе. Брзо да се затвори финансирањето на Совелма. Да, спаси, затоа што одржувањето на личниот кабинет, парите се пренесуваат со Совелмаш проект, од проект. Друг проект средства доаѓаат и пренесуваат вработенина. Платите таму ги намалуваат трошоците биле. Проектот се Совелмаш. Тоа е многу куло, многу навремено. Шампањското отвори сега. 16 ноември носу кажи ке бил. На 16 ноември во Москва ќе се одржи отчетна средба, каде што ќе се извештава пред инвеститорите на проектот. Сите сега се подготвени за тоа да биде отварање на предпријатието. Како што ќе покаже иднината, ќе видиме. Еве, ве молам, хејтери, можете да се изразите за ова. Тоа е вистина. За тоа можеме да бидеме клеветени. Ние, всушност, не знаеме дали ќе го отвориме предпријатието до тоа време или не. Има објективни причини. Во моментов имаме државни проверки и, возможно, повторно ќе мораме да исправиме некои недостатоци, кои постојано ги наоѓаат на неочекувани места. Тоа постои според Дмитрий Александрович, предпријатието од тоа. Само подобро станува. Ова е добра реклама за предпријатието. Всушност, затоа сакаме. Колку што е можно помалку да се поканат сега звезди кои тоа го заслужуваат. Минатата година на вакво настанување дојдоа луѓе на сметка на Solar Group кои тоа го заслужија кои привлекуваат милиони долари во проектот од странство. Но не знаеме што ќе се случи во Индонезија утре. Колку повеќе силни земји има во проектот, толку повеќе увереност во успех.
Оваа година решивме да откажеме и да направиме. Можно помалку трошоци за настанот. Кој ќе дојде? Со своји сили стигнете до Елком. Да, во Елком затоа е тешко да се каже кој ќе дојде. Се стремиме и кон лансирање на проектот Дирижабли нове генерација. Дали ќе останеш исто толку вклучен во новиот проект како што беше во стариот? Дали ќе останеш во контакт? Тоа е навистина многу добро прашање, многу би сакал и навистина да учествувам во сите проекти во кои Solar Group ќе даде можност за учество. Многу навистина очекуваме Салмаш следната година и се надеваме на голем успех. Чекаме на други проекти од Solar Group. Проектот со дирижабли воопшто е многу интересен. Многу неочекувано се случи така што меѓу инвеститорите во Русија, а дури и меѓу многу од тие инвеститори кои не се приклучија на Салмеш, но ги следат и ја знаат екипата на Solar Group. Например, таму разговарале, рекоа, не верувам, сериозно ли? А дали? На отворањето на вашата прва конференција, навистина представникот на нами настапи. Тие што, реално ќе прават гондола под брендот Аурус, а што ќе биде златна вистина. А како може да се учествува? Дали е тоа вистина? Кога луѓето почнуваат да разбираат дека првите лунг не мора да се градат сега, тие веќе се достапни, веќе може да се започне работа не од нула, бидејќи веќе постојат развиени ткаенини и интересни материјали кои, да кажеме така, во светот ги нема, а во Русија ги има. Така се случи. Луѓето буквално се запалуваат, велат, не верувам. Тука се совпаѓа, ќе видиме. Тука е најважно да здравието дозволува. Затоа што во овој проект влегов со минус 15 килограми, или како да кажам, например, 15 килограми назад. И сега тоа ми пречи многу во здравието. Морам да поминувам време пред компјутерот понекогаш. И по 16 часа на ден и се случува. Во викендите дури и не можам да излезам од пред компјутерот. Тешко е. Тоа може, секако, да влијае на моето учество во идните проекти, но се надевам дека не. Да, а кој ќе ти најде замена? Во кого огледаш десен рака? Продолжение. Кој може да биде вториот Сергеј Шефчев? Всушност, имаме многу инвеститори и партнери кои, ако сакаат, ќе прават тоа што јас го правам. Многу подобро дури и од мене. Па, имаме многу интересни луѓе и еве во клубот на 100 основачи, проектот и илјадници први основачи, тука и едноставно има инвеститори и партнери. И има многу образовани, интересни луѓе, на кои им недостасува само желба. Ако оваа желба се појави кај нив, тие ќе го направат тоа. Тоа значи дека она што јас го правам е многу подобро. Ти посакувам силна нервна система. Здравје и помалку време поминато пред компјутерот. Сепак. Инаку, ќе доаѓам кај тебе и ќе правам интервјуа за да те одвлекувам од овие работи. Ќе шетаме по. Не ќе кажам каде живееш, но таму растат борови. Ќе те интервјуираат таму. Инаку, имаш интересни коментари дека ние со тебе снимивме видео некако во галоп без сценарио. Па еве, обидете се да му одземете 2 часа од работниот ден на Сергеј Шевченко од неговиот живот. И јас ќе ве гледам, ќе ви аплаудирам стоејки, ако успеете да го направите тоа. Тоа е вистина, снимањето го направивме во галоп. Потоа ги погледнав нашите снимки и не успеав да се променам. Таму бев во панталони. А јас седев во фуфајка во дворот, бидејќи телефонот постојано звоне кај човекот. Видиш, ние со тебе веруваме дека важна е информацијата што ја споделуваме со луѓето, а не тоа како се презентира, иако всушност знаеме дека тоа не е така. Затоа сега натераа да дојдеш во убавата студија и да одговараш на прашања, па дури и да жртвуваш свое работно време. Па, слободен ден, тоа е одлично. Посакувајте повеќе слободни денови, добар приход, добра пензија. Ке се видиме, ке комуницираме. Морам да заминам од Белгород. Јас 10 години живеев во Белгород, во Москва, но поради ситуацијата, сега некој да се пресели, увезам. Мама со кучето, затоа сега сум во Москва, така што, ке комуницираме. Сега ти си почесто, поблиску до тимот, доаѓаш на вебинарите. Да видиме колку долго ќе траат малку. Ти посакувам трпение, успеси и профит. Со нас беше Сергеј Шевченко, со вас беше Јулија.